Добра вечер, почитувани гледачи. Време е за ново издание на Заспи ако можеш. Јас сум Драган Милосављевиќ. Вечерва во студиото имаме тројца гости, многу важни гости, би рекол, и со оглед на можностите кои што ова студио ги има, колегата Горан Мировски принудно, практично, ќе го ставиме, односно ќе го повикаме да не се јави преку апликацијата Zoom. Ќе го гледам. Горан, здраво. Добра вечер официјално. Да. Да кажам дека последниве денови навистина ја подигнавме, ова го кажувам со гордост, без никаква скромност, ја подигнавме многу нивото на гледаност на емисијата. Ова со големо задоволство го кажувам, на последниве 2-3 недели. Очигледно им се допаѓаат темите на граѓаните што не гледаат, иако разговараме за многу различни теми, понекогаш со Горан се прашуваме колку има сето ова логика, меѓутоа даваме се од себе. Знаете, само на пример завчера разберувавме за со двајца познати адвокати за можноста за аболиција, односно за излекување од затвор на затворените од 27 април. Вчера зборувавме за геополитика, а денеска зборуваме за нешто што живот значи за сите нас во Македонија, а особено за оние кои што живеат во Струмица, Струмичкиот регион и во целосно воопшто во југоисточна Македонија. Имено пред неколку години, како што знаете, се појави можност да се отворат рудници во овој дел од Македонија, рудници за бакар, за злато, кои што без никаква дилема со нивното влегување во употреба, со нивното започнување со работа ќе предизвикаат страшни последици за животниот простор и за луѓето, и за животните, за водата, за воздухот, за земјата, последици кои што можат да значат крај за овие региони во Македонија. Потоа беа запрени овие обиди за отварање на рудници, така наречените рудници на смртта, меѓутоа сега повторно се наоѓаат жителите на Струмица и Струмичкиот регион во опасност повторно да се најдат во ситуација да биде отворен така наречениот рудник Иловица, кој што доколку почне со негово искористување, можеме слободно да кажеме, тоа го тврдат нашите гости, меѓутоа со оглед на сите работи што вечерва ќе ги слушнете, не треба да имате никаква дилема, тоа ќе значи веројатно крај за животот на луѓето во Струмица и Струмичкиот регион. Но да почнеме од ред. Вечерва гости во студиото се господинот Ѓорги Танушев, активист од Струмица. Добра вечер. Господинот Стојан Велков, активист од Басилова. Добра вечер на вас. И господинот Костадин Ристоманов, активист од Ново село. Сите тројца гости во студиото се независни советници, секој во соодветната општина, и сите доаѓаат од една иницијатива која што на литературен македонски, дали литература, не сум сигурен, би се нарекла Доста е, но на струмички се нарекува Стига е. Да. Постојат неколку иницијативи, Зелена котлина, Здрава котлина, се извинувам, Еко долина. Сите имаат една единствена цел да ја укажат на јавноста, да им укажат на надлежните колку ова што се прави е опасно и какви се последиците за сите нас. Намерно кажувам за сите нас и веднаш ќе излезам, можеби истрчувам со еден заклучок дека вашата општина се наоѓа, општина во која што има преку 100.000 жители, една од најздравите, најеколошките општини во Македонија, би можеле да се најдат во ситуација да бидат најзагадениот простор веројатно и на Балканот. Но да почнеме од почеток. За оние што не знаат, верувам дека добар дел од граѓаните не се доволно информирани, процесот за добивање на концесија за рудникот Иловица беше запрен пред известен број на години од страна на судовите. Потоа следуваат жалби се разбира од страна на компанијата која што е заинтересирана, таа се вика Euromax Resources. Тоа е компанија од Канада, ако не се лажам. Так, таму е регистрирана. Таму е регистрирана, во ред. Потоа доаѓа до управен суд, каде што повторно се потврдува дека не смее концесија да добијат, меѓутоа Вишиот управен суд заклучува дека треба да се врати на повторно одлучување во основниот суд. Управниот суд. Во основниот суд, мислам на управниот суд, во смисол на оној што првобитно одлучува. Ке дојдеме до фазата
како и сега зошто се враќаат овие опции за враќање на компанијата која што сака да го експлоатира рудникот Иловица, меѓутоа ајде да започнеме, ако сте за, повелете вие, што точно предвидува отварањето на рудникот Иловица во Струмичкото поле? Вака, ова е голема тема и се трудиме најкратко што може. Слободно бидете експликативни. Така. Ако се отвори таков рудник, ние може да се багуваме пред се со земјоделието во Струмица. А знаеме дека земјоделието во Струмица и Струмичко е примарна дејност од која што се произведува малтене над 18 милиони евра годишно, ова според Завод за статистика, земјоделски производи, само од тоа. Така што од него изистираат огромен број луѓе и цела пропратна индустрија, лесна индустрија е базирана на тоа земјоделие. Дури со самото отварање на рудник ќе подразбира дека се наруши брендот. Пред се зборам од економски аспект. Никој нема да сака да купува. Кој би купувал производи од земјиште кое што веќе не е, да, каде што се планира да се отвори најголемиот рудник во Југоисточна Европа. Ова е според габаритот што е. Еколошките последици, доколку се отвори тоа, ќе бидат огромни. Пред се загадување на почва, воздух, подземни води, површински води, самото здравје на луѓето и би рекол дека постои и непосредна опасност од хаварија при, не дај Боже, тако нешто се случи. Но ова се господин Танушев, сепак во основа фрази. Да одиме на конкретни работи, ако дозволувате, господин Стојан Велков е во вашево друштво известен за конкретниот случај. Може да ни кажете во сликовито како ќе изгледа обработката на металите кои што треба да се добиваат во рудникот Иловица и како тоа ќе се рефлектира конкретно, сакам со конкретни известување што точно ќе се случува, каде ќе оди која вода, зошто, на кој начин ќе се ставаат сите можни киселини во тој процес и така натаму. Така, прво треба да знаеме дека од самиот почеток на работа на овој рудник тој ќе биде штетен. Зошто го велиме тоа? Не е само заради хидроеловиштото кое ќе се појави отпосле, туку од самиот почеток, од самото изградба на постројките на овој рудник е веќе штетно, затоа што има за самата изградба има месечно дека треба да имаат од 196 до 200 камиони месечно да минуваат и така натаму кои ќе носат средства да се изгради тој рудник. Но најголемите проблеми почнуваат од кога ќе почне да работи рудникот. Практично ридот кој популарно наречен меѓу мештаните чукарот, кој е нели вака, треба да падне 600 до 700 метра надолу и да се ископа дупка и тоа практично ќе биде површинскиот коп од 600 метра надолу, кај што е јадрото на рудата и од таму ќе ја извлекуваат. Сега, уште од првата експлозија со амфоексплозив, тоа е експлозив кој се користи во рударската индустрија, затоа што има силна моќ на разорување и карпите практично ги ситне, кои после одат карпи на дробење, на мелење и така натаму. Самиот тој процес придонесува загадување од самата експлозија на воздухот, која ќе се честичките на овие тешките метали ќе се шират низ воздухот. Потоа од самиот коп што ќе се прави има многу карпата е гранитна, но има многу подземни води, водени жили кои ќе се испресечат и коктелот што ќе настане од загадувањето, од високата температура на експлозијата и така натаму, со тоа што од атмосферските води ќе почне да оди во тие подземни води и Струмица, практично целата Струмичка котлина лежи на еден голем басен, огромен басен, длабоко. И од тие води луѓето користат многу и за пиење, и за наводнување вода, и за својата стока и така натаму. Хајде го расчистиме ова. Вие кога кажувате експлозија, некој ќе помисли дека се работи за една експлозија. Меѓутоа ќе има експлозии секој ден. Станува збор за 50, во просек 52 тони амфоексплозив на недела. Тоа ќе грми. Секој ден. Секој ден. Пишува дека рудникот ќе работи 24 часа на ден. Значи таму нема да има мир за никој. Селата Иловица и Штука се на
500 до 800 метра, да кажеме, на воздушна линија од местото каде што ќе треба да се ископува. Ние имавме посета на рудникот во Бучим, на селата Тополница и Бучим, и таму луѓето постојано се жалат на тоа дека имат земјотреси практично секој ден по 2 пати по минута време траат од кога ќе се направи таа експлозија. Вика луѓето викаат нашите стакла од прозорците пукаат, зидовите ни пукаат, се плашат децата од експлозијата, од звукот и така натаму. Значи, тоа е само првичниот момент. Но тоа е само првичниот момент. Да. Потоа, после 57-та година во студиите пишува, ќе се направи една огромно езеро, во кој замислете сега со експлозии, со други загадувања кои што се материјали процесни во самиот процес ќе ги има, ќе се направи еден коктел од отровни елементи. Да не забораваме да кажеме дека во тие карпи гранитни има доста арсен и кадмиум. Ти се многу отровни елементи. Плюс има бакар, нели, злато и така натаму. Тоа што треба да го коктел од тешки метали кои што понатаму нема како а да не прелее. Си пишува во студијата дека после 57-та година ќе прелее. Тоа го пишува во студијата на фирмата која што има намера да го експлодира рудникот. Точно така. Многу интересно. Да. И сега, не знам како ја пишувале они студијата или како дали мислеле дека ќе им помине или не, но кога студиите стана јавни во 2016 година, ги прочитавме и откривме секој детал кој што може да загадува и таму има параметри кои, например, одолуво од нормални мерења од 0,1 се креват на 0, да кажеме од 0,01 на 0,3. Ова ако го сметате вака може би изгледа многу, како се вика, мала разлика, но за такви опасни елементи во толкави количини, кога ќе се мултиплицират количините, излегува многу голема концентрација на тие метали, кои што дефинитивно и ќе ги загадат и подземните води, а преку ветровите ќе го загадат и сета таа прашина ќе слегне во целата струмичка котлина. Пред да влеземе во студиото, ми споменавте нешто дека пресметано е дека 10 до 20 сантими ќе се направи талок од прашина врз едно од најплодните полиња во Македонија. Пресметано има, по симулација пресметано колку, како се вика, експлозиите какви ќе бидат, нели, како ќе се дисперзираат низ целото поле. Во работата на рудникот, сега не можам точно да кажам, нели, но со работата на 23 годишна работа на рудникот, евидентно и тоа ќе се загади и доста, како се вика, да кажеме дека десетина сантима ќе има ако веќе, нели, пресметате цела прашина која што ќе се наталожи со текот на времето. Тоа значи неминовно и водите од кои што се наводнува полето, од кои што пијат граѓаните, од кои што пијат и животните тамо, ќе бидат загадени. Точно. И земјиштето на кое што се сади сите можни производи кои што ги има во Струмица ќе биде загадено. Нема бегање животните, стоката што има тамо, точно, нема од што како да се спасат и за луѓето дефинитивно ова ќе биде поразително по цел екосистем таму. Значи имаме примери рудници кај што работат и кај што има испитувања на присуство на тешки метали. Мислам има научни испитувања, мерење на присуство на тешки метали и загадувања околу околу рудникот. И нема пример во светот кај што нема загадувања. Тие можеби не се видливи загадувањето, но тие тешки метали, тие сите супстанции во процесот на работа кои ќе се работи, се гледаат по други начини. Практично директно навлегуваат во растанијата и во животните, а ние го консумираме тоа и сите тие тешки метали влегуваат во нашиот организам, кој се разбира, доколку не ги исчистите, а се тешко исчистливи, предизвикуваат канцерогени болести. Тоа е целиот проблем на рудниците. Значи загадуваат и видливо, но и доста загадуваат и невидливо. Прашањето што мене сега тука ми се наметнува е, рудници има и ќе има насекаде по светот и секогаш тие што ги експлодираат рудниците имаат некакво објаснување дека се работи за корист за економијата на државата, се работи за корист, не знам, за придобивки, вработување и така натаму. Меѓутоа, делот кој што е круцијален за сите нас, именно животот на граѓаните, изгледа дека, барем во овој случај, не е ставен во ниедна од тие точки за објаснување.
Проблемот е тоа што овие компании што се пробивачи на концесии работат на тој начин што ја представуваат нивната замислена економска слика. Сега они не кажуваат дека треба да имат по 2 да одделуваат општините по 2 милиона долари на година за активно да ја прочистуваат водата која ќе се одлева од Општините? Да, на општините спаѓа тој трошок. Ова е многу важно. Да, ова е многу важно. Тие викат ќе ви дадеме ние вам да кажеме нека си 2 милиони 700 годишно, затоа што добивката се распределува, односно 2% кои ги даваат за концесиски надоместок. Само тие 2% ги делат општина Босилово, општина Ново село и 22% од тие 2% зема државата. Тие зборуваат во бројки. Општина Босилово има буџет од 2,5 милиони евра годишно. И се тие зборуваат дека ќе го дуплираат нашиот буџет без понатаму да укажат на последиците од тие земени 2,5 милиони. Тие не кажуваат, никаде немаат кажано дека за активно прочистување треба да се дават по 1,5 до 2 милиони евра, затоа што тие се агресивни, тешки метали, агресивни супстанции кои што мора навистина активно да ги прочистувате. Дури и тогаш има последици. Георги може да каже повеќе за како им е напишано во студиите, дека тие сакаат пасивно и дека немаат гаранција оставено депозит за да ако се случи евентуална катастрофа, за да се покрие тоа. Што значи тоа конкретно? Вака, значи консултантот во нивните студии во англиската верзија има наведено дека поради ПК вредноста која се движи помеѓу 2 и 3, што всушност е многу јака киселина, и тешките метали, комплексите кои што ќе ги носи водата, ќе мора да се прочистуваат со активни методи. Тоа значи носење на посебни химикали, низ посебни филтрациони системи и кои што за одржување на сите тие процеси годишно ќе мора да издвојуваат таков буџет. Тоа е според Американската агенција за екологија ЕПА. И безобразно е што во македонската верзија на документиве концесионерот има наведено пасивни методи, бидејќи пасивните методи подразбират со трски, со барички и тие не коштат. Чекајте, што значи тоа со трски со барички? Не сум баш сигурен. Што значи тоа? За прочистување на водата има активни и пасивни методи. Во ред, активното го сваќаме, пасивното што? Пасивното е одделување на мали бари, каде што со трски систем на природна филтрација природно ќе може да се чистат овие работи, но тоа не важи за такви киселини. Тоа не важи за такви метали. Јас прв пат слушам дека некои киселини од со таква отровност може да се чистат со трска не може да живее, да просперира како растение во таква средина, нема шанси. И тоа е точно наведено во нивната студија и тие манипулативно во македонската верзија промовираат пасивни методи за тоа што на тој начин не мора да плаќаат по 2 милиона. Ќе биде многу поевтино. Да. Горе, ајде вклучиме во студиото со коментар можеби или со прашање за гостите. Најпрв сакам да се благодарам што дојдоа гостите во емисијава, иако морам да бидам искрен, бев разочаран кога пред 5-6 месеци за прв пат комуницирав со дел од активистите, не конкретно со нашите денешни гости, кога сакаме да направиме на првична емисија, но сепак никогаш не е доцна за оваа работа. Сакам да кажам за тие наши гледачи кои што не го знаат проблемот, владата на Никола Груевски од 2012 година ја додели концесијата на Евромакс Ресурсис. Од 2019 година владата на Зоран Заев ја поништи концесијата пошто почна една правна битка, нели се разбира тие што ја добиле концесијата сега бараат да им се врати. Поништени се концесијата за Иловица 6, чинам дека се вика, но има една концесија која што не е поништена. Сакам да укажам со ова што го кажувам сега, дека постои огромна опасност, и тука барам коментар, тоа е всушното прашање, колку е реална опасноста без разлика на одлуката на управниот суд, дали на крајот ќе има концесија за овие поништените концесии, дали постои реална опасност сепак на крајот, после ќе зборуваме за тоа кој стои сега во новата иницијатива за активирање на концесиите, да се случи
на Струмичко поле, на цела Југоисточна Македонија да се случи така катастрофа преку рудниците на смртта. Колкава е опасност? Костадин Ристоманов, повелете, вие сте задолжен за овој дел. Да, и за сите други. Не е проблем. 5 години толку многу посветивме внимание, повеќе знаеме од професорите на градежини на Рударскиот факултет у Штип, што го докажав при една средба. А ни бегат сега од нас како ѓавол од темен. Значи, нема опасност од оваа концесија што останува, затоа што таа концесија е дополнително побарана 2016 година, мислам, во јануари месец, дополнително побарана да се додели уште една концесија. Тука има една многу интересна анекдота околу барањето и добивањето на таа концесија, тоа друг пат ќе кажеме, тоа пред органите, истражните органи тоа ќе кажеме. Значи, втората концесија која што зафаќа огромна површина, некаде околу 10 пати поголема површина, е всушност побарана кога концесионерот решил да врши флотацијата овде на лице место. Што значи флотација бе мало? Тоа значи да ја ситнат рудата и да ја одделат овие елементи што им требат, златото, бакарот и сите други благородни метали на лице место овде да чистење да се врши. Добро. Сега за таа потреба, затоа што при првичната студија или првичната идеја со која што земе на првата концесија од 1300, мислам, 1,3 хектари, се планирало само дробење и транспортирање на рудата према Бугарија. И они имат и студија направено и помината студија се, но некој паметен, кога гледал село без кучења, никој не се буни, тогаш ние сите мисле дека рудник на злато, тоа мисле дека некој нас ќе ни го даде златото, нели? И мислам дека многу добро. И никој не се буни, па пораснале апетитите, па ајде сега кога нема тука нели кучиња да лаат, ај ние сега ќе си земеме и тука ќе ја флотираме рудата и тука ќе добиеме злато. Ние добиваме наше македонско злато дури. Што е за нив, претпоставувам, многу поевтина варијантата колку да ја носат. Па нормално тоа е транспорт, значи сега и затоа им треба една огромна, не околу 13 хектари колку површина, кај што сега таму ќе инсталират таа опрема, но тука ќе направат една огромна, чудовишна брана од 276 метри. Јас случајно сум градежен инженер, знам што значи, и тоа насипна брана од материјалот што се копа, тоа што се минира, и они како напредува работењето, така напредува и издигањето на браната. Значи, како деца кога се играт, тука копат, тука прават друга браничка, и на крај таа брана ќе достигне некои страшни размери од 276 метра, за да може во неа да содржи една јаловина преку 200 милиона кубни метри јаловина, отровна јаловина. Јаловина е всушност остатокот од отровната после. И тоа ќе ви остане таму. И тоа ни е поклон, ќе ни виси како Демаклов меч над главите до првата посериозна, да кажеме, катастрофа од смисла на пороен дожд во сливното подрачје на таа река Јазга се вика, и кога може да се излие. И ние имаме симулација направено што би се случило во тој момент. Изливањето на таа брана. Имаме за 180 секунди, за 30 до 3 минути Штука и Иловица нема да постојат повеќе. Зборувате за селата? За селата, близко тие две села. Значи, после некои си 5 минути таа стига, да кажеме, до до Радово, до Турново, до Секирник. И полот од Струмичката котлина ќе биде и залиена со тие отрови. Тоа е нешто што, ако се излее браната, не може да се спречи. Нема готово ништо. Така, имаме примери во светот, каде што хидројаловишни брани кога се излеват, не може да се спречи заради самата структура, може да каже нешто на самата брана. Како се градени и зошто многу лесно се излеваат. Значи, само да појасниме за гледачите дека ние тука со аргументи сакаме да објасниме зошто не сме да се гради, зошто државните институции треба да обрнат внимание, поготово Министерство за екологија и сите други кои се надлежни за давање на согласности, бидејќи од еколошки аспект не е оправдано, од ова безбедносна гледна точка. Па ние да имавме нормална држава, ние требаше да известиме и Грција и Бугарија, бидејќи таа еколошка катастрофа се пренеси кај нив
и во Бугарија, и во Грција, и во по реката Струма. Тоа е посебно прашање како реагираат Грција и Бугарија на целата приказна. Имавме контакти со еколошки организации од Грција и од Бугарија кои што исто така ни дадоа поддршка и бевме во комуникација и во ако не дај Боже ситуација дојде сериозно ние ќе ги активираме. Исто имаме контакти со еколозите од Европа, на пример, кај нас ни беше копредседателот Томас како беше Томас, кој што копредседател на Зелените во Европа, во парламентот, ние имаме поддршки од нив, ние имаме со овие што се борија против Рио Тинто од Србија. Имаме контакти секојдневни, да кажеме, имаме споделување, ние се групираме и ние снимавме разни спотови. Тоа ми е јасно, господине Костадин, но ова со браната ме заинтригира малку повеќе. Таа брана ќе се направи во текот на годините, претпоставам, внатре ќе биде наполнета со отровни субстанци, несомнено, меѓутоа некој ќе рече дека ако е правилно заштитена, ако е правилно, поставено, процеси има некој на заштита, таа никогаш нема да се излее. Некој ќе ви рече, па еве имате брани во Скопје во Скопје, во Македонија, па не истекуваат. Не е ваква зидана со но тоа не е бетонска. Само да има, постојат брани, јаловечни брани се викат, постојат и се е во ред, но таква огромна брана се гради на трусно подрачје, каде што се очекува до 9 степени по Рихтер земјотрес. Сега, они во нивните документи, параметрите ги намалиле на пола, за да поминат кај нашите институции. Ние тоа го знаеме и тоа сакаме да го објавиме и на јавноста. Можете да го објасните малку повеќе сега, може по-прецизно да го објасните. Баш за тој момент. Може да ми објасните што точно значи ова? Да не бидам. Првично во студиите кои гледавме, приметивме дека има специфични параметри на забрзување на земјиштето при потрес и значи кога има земјотрес, земјиштето се мрда лево десно. Добро, јасно. И тоа е специфично забрзување на дадена локација. И сега, параметрите кои се дадени за таа локација кај што треба да се гради таа брана, според Институтот за земјотресно инженерство Скопје и според НАТО студии има коефициент од 0,6 G, така е коефициентот. Во студиите на Евромакс тие имаат предвидено 0,32 G. Значи, скоро половина од она што е дадено. И ова е катастрофален пропуст, кој што ние алармиравме. Чекај, тоа е пропуст или е... Намерен пропуст, јас би рекол. Тоа е нешто друго. Бидејќи, понатаму кога гледавме симулации на нивните земјотреси, ги баравме и тие доставија, видовме дека од 600 симулирани земјотреси, највисокиот земјотрес што беше предвиден во сите тие серија симулации беше до максимум 6 Рихтера. Но во исто време во самите студии немаат предвидено дека на само 40 километри од Иловица се наоѓа Кресна, каде што во 1904 година се има случајно најсилниот потрес во Европа, 7,8 Рихтера. Тие, замислете, тоа воопшто него ни предвиде. Што е многу лошо. Било одамна, но тоа ќе се повтори. И сега, замислете, ја имате највисоката брана на хидројаловиште во светот. Ова ќе биде највисоката брана на хидројаловиште во светот. Многу ми не местно што значи ова 276 метри во Тоа отприлика ако сме на подножјето на водност, како средноводно, толку е високо. Боже. Значи толку е од врвот до долу. Сега, при потрес на такво нешто, ако не дај Боже се случи аварија, ќе не збрише планинско цунами од намалце 10 метра, како што се случува насекаде, во Бурмандини, во Бразил или во Канада. Секаде каде што се има помали брани, значи тие биле 80 метра да кажеме, излеваат јавовина од 10 милиони кубика. Загадуваат подрачје колку 3 Македонии преку речните системи, значи секаде кај што оди тоа не се сопира, додека не стигне до Атлантскиот океан или до било кој океан. Но ние сме овде многу густо населени. Ние не сме Канада, не сме Бразил, не сме Русија. Никаде нема такви брани. Не е на Сибир или не знам на Сибир, да не се грижиме. Нема тројца луѓе таму. Тука ќе имаме инстант, ќе имаме илјадници мртви. Штетите од такво нешто ќе бидат трајно загадување. Ние ќе мора да го ревитализираме целото ова пред да почнеме повторно да живееме. Но тогаш вие тоа што го зборувате е толку катастрофално сценарио што ќе нема никој да оправа, претпоставувам. Нема ни тие средства. Невозможно е да се реши.
тие вака сега, една од подлите игри е дека концесионерот го убедува народот дека нема да постои хидроеловишната брана. Ние испративме барање до министерствата надлежни со повеќе прашања, од кои едното прашање е дали имат нова студија без обработка на самата руда на самото место. На лице место. Да. Немаат. Значи, за тоа што е многу битно тоа, во процесот на обработка имате натриум цианид во 1092 тона на година. Вар 1932 тона на година. Хидрохлорна киселина 840 тона. Сулфурна киселина 4368 тона на година. Вода ќе им треба во цел процес на обработка, нели кажавме 23 години ќе работи 24 часа на ден, 723 метри кубни на час. Водата е еден од големите проблеми. Сега, тие сакат да го убедат народот дека само ако ја ископаме рудата, ќе имаме бенефит, заради тоа што браната е толку не можете да го сопрете тоа луѓето да го видат колку е страшно. И прават слика дека практично само ќе се ископува рудата, па ќе се носела во Бучим, па ќе се носела во Бугарија да се обработува. Тоа е неисплатливо. Таму милиони тони треба да излезат земја за се како се вика карпа, за која е врзана рудата, за да се обработува. Една работа е што не е исплатливо. Друго, ние сите мора да сме свесни дека уште првиот амфоексплозив кој ќе пукне таму, веќе последиците се направени. Веќе нема назад враќање. Можете да замислите како е тоа, како ќе биде за нашата средина да живеете во еден таков простор кај кој што буквално секој ден ќе сте бомбардирани со десетици тони на тој експлозив. Че може да замислите какво ќе биде цело влијание врз целата планина. Дали животни секако ќе избегаат. Имат смешни работи наброено во студиите дека на рака ќе ги пренесувале желките кои се таму. Има загрозени животни кои една пеперутка има синец, мислам дека се вика, не знам точно како, дамче синец, која е загрозена. Има едно ракче кој живее таму што докажува дека се чисти водите. Исто така е наш вид кој што е, мислам дека е загрозен по одредени листи кои што се нели на светско ниво. Значи, оставите тоа. Луѓето се таму. Ние, како што кажевте, во таа котлина живеат 100.000 луѓе. 100.000 во една од најплодните општини. И ќе афектира врз цела Македонија. Врз цела Македонија ќе афектира затоа што се уште се таму се произведуваат квалитетна храна, зеленчук, па и овошје. Се уште е струмичкото поле благороден извор на храна. Во тие години кои што доаѓаат сега, со глобално затоплување, со климатски промени, храната ќе биде единствен и најзначаен. Бесцената станува апсолутно. Да. И сега ние наместо да одиме напред, односно враќајќи се назад, да ги активираме пак задругите, да ги активираме, да ги стимулираме луѓето да работат земјоделие за да може тоа е вечна гранка која може вечно да се живее од неа. А плюс и храна е. Ние сакаме да направиме рудник за 20 како е земено условите во општеството, сакаме да направиме рудник за 23 години, да ни остават сите отрови, да земат 98% од рудата, што не е ни битно ако сакат нека и 100% на нас. Тоа не е битно. Несогледливи се еколошките катастрофи со тоа. Просто треба илјадници години самата почва да се исчисти од да се опорави. Тоа нема никој да го доживее од нас. Повелете. Едно резиме за гледачите малку да знаете на историјата на ова случување. Значи, уште во време на бившата држава кој што живееме Југославија се вршени испитување на тоа место, бидејќи Ловица, значи нешто свето, нешто кај што свети, тамо се знае дека имало и порано во античко време најверојатно рудници и во тогашниот завод, геолошки завод на Југославија вршили испитување тамо. Иако тогаш Сојузна комунистите на Југославија, на Македонија, гледајќи ги овие фабрики што се изградени, кои што воопште не воделе сметка за екологија, еве сега гледаме Линданот овде у Скопје, во Охрид и така натаму, не воделе сметка за еколошките последици. Замислете таму решиле
да не отвараат руда, не рудник, затоа што ќе се направи еколошка катастрофа и покрај тогашната технологија со негасена вар. Негасена вар, тоа значи дека флотацијата, одделувањето на металите од рудата, од јаловината, се врши со мелене на рудата, се става негасена вар, таа врие со водата и на тој начин тешките метали прво се исталужуваат, како што е процес во бучи. Да. И тука златото, тука на таму платина, па бакарено и така натаму. И тогаш во Југославија забраниле со таквата неотровна технологија. Во Бучим горе, на езерото, јас сум бил, ловат риби луѓето. Кај што таквата технологија користена, живат риби внатри и ловат риби. Значи, но тогаш забраниле. Во времето на Југославија, кога еколошките стандарди биле сосема поинакви отколку сега, несомнено помали, и технологијата, и тогаш заклучиле дека е премногу опасно да се експлоатира рудникот и ловец. Но ние сега наоѓаме дека е ова паметно. Сега некои сака да не убедуваат со фалсикувани документи. Јас начнав само да ви кажам. Пишува, вика, бидејќи немаме податоци од бушотини за стабилноста на почвата кај што ќе се прави браната, ги земавме тие параметри. Како тие од кај? Бидејќи немаме податоци за сливот... Како тоа, паушално се вадени параметри? Како ви одговара? Да, како одговарат? Бидејќи немаме податоци за сливното подрачје на река Јазга од кај што ќе доаѓа водата, колку катастрофални дождови може да врнат годишно на 50 на 20 години, ние го земаме сливното подрачје, например, не знам, на Вардар или не знам кој. И се ти тоа нема некоја логика. Ама со такви податоци, такви влезни податоци, они успеват неприметно, воопште без никакви пречки, да успеат да добијат првата, да им биде одобрена првата студија за оценка за влијание во животна средина. И сега сакат да не убедат дека се ќе биде во ред, дури за да ги смират граѓаните. Во студијата пишува дека не се секирајте за болести за едно друго, ние редовно ќе ви вршиме бесплатни лекарски прегледи и ќе ви изградиме и болници, амбуланти. Значи, тоа е предвидено во студијата, ќе ви изградат болници. Да, бесплатно. На самото место кај што ќе биде постројките, кај што ќе биде комплексот рударски, ќе се има и своја собствена болница. И апсурдот да е уште поголем, кога се уште раководството од Евромакс има храброст да заедно да истапиме на вакви медиуми, тврдеа дека после тоа јаловината која ќе исталожи таму во таа чудовишна брана таму, она со тек на време ќе се стврдни и горе ќе го посипат со земја и ќе направат голф терени. Оти у Илвици штука, они не знаат како може да живеат без голф, они така се навикнати таму. Мислам, толку е абсурдно, дури мислам, не знам, мислам, тоа е... Дури од самите бушотини, има околу 300 беа, мислам, бушотини, диаметар некаде 100, не знам колку се, тука некаде, има луѓето, после одредени бушотини на одредени места, се знаат кои се нели деновите и кои се работело, има помор на риби во акумулација и ловица, од кој вода користат 8 села од општина Босилово, неколку грла голем добиток од што е пиеле водата имат загадено, и плюс во село Секирник, па мислам дека дури и во Турново, луѓето и Усушица, имаат проблеми со веќе постоечките чешми што се од подземните води. А вие зборувате за оние бушотини кои што се пробни вода, само да се провери. Што сондираат колку има, што има, нели така. Што не е ништо за тие што не. Што е микропроцент од целата дупка која земеме. Горан, ајде сега предлагам овдека да влеземе во делот со така наречените судско-политички игри на кои што следат по одземањето на концесијата на фирмата Euromax Resources и она што сега практично го имаме како ситуација. Повели. Суштинското прашање е зошто се случува таа нова инвестиција од 3 милиони долари и плюс најавени веќе договорени десетина милиони долари во проект кој што според досегашната судска практика и според однесувањето на луѓето и активистите и обични луѓе во Струмичко кои што велат дека нема да дозвола да се случи вакво нешто, зашто на крајот сакам да разговараме. Сепак луѓе, една компанија која што е блиска до ДУИ, сега
ќе реагираат од ДУИ, веројатно министерот за економија Бектеши вчера предупреди на некој начин новинарите да не го спомнуваат ДУИ за инвестиции, затоа што ДУИ наводно не биле дел од тие инвестиции, меѓутоа во суштина овде се работи за на компанија која што реално е блиска, еве ќе цитирам други медиуми, реално е блиска до Али Ахмети, до врвот на ДУИ. Таа компанија станува еден од инвеститорите во овие потенцијални рудници на смртта. Да кажам само дека во корпорацијата која што сака да ги отвори овие рудници на смртта е една многу контроверзна компанија која што е регистрирана, чинам, во Сингапур, е швајцарска по состав, комплицирано е малку, ама отприлика вака се го просто работите. Се вика таа компанија Трафигура, компанија која што од страна на холандскиот суд е веќе осудена за загадување на животна средина. Мислам дека се исплатени 31.000 семејства во Африка заради загадување на животна средина, каде што имало сериозни последици по здравјето на луѓето, со починат и така натаму. Еден дел од оваа инвестиција е Европската банка за обнова и развој. И тука доаѓаме до компанијата која што сега го поставува, незината појава го поставува суштинското прашање. Дали некој во владата веќе има ветено дека ќе се изврши политичко влијание врз судот, управниот суд, и тој ќе ја прифати жалбата на инвеститорите и на крајот инвеститорите ќе добијат концесија сепак да се случи ова, повторно ќе речам, операција која што е позната како рудниците на смртта во Југоисточна Македонија. Дали вие како активисти, ме прашувам сега сите тројца, претпоставам дека не сакате да зборувате за политичките аспекти, меѓутоа овде може да се зборува објективно за некаков договор кој што го гледаме меѓу редови, го гледаме дека се случува меѓу политиката и бизнисот, а на крајот штета од тоа ќе имаат најмалку 100.000 луѓе, а индиректно и 2 милиони граѓани на Македонија. Ресторанов, да почнеме со вас. Логиката вели, македонска фирма вложува за почеток 3 милиони евра или долари во фирма која што треба да ископува руда во Иловица, на која што концесијата е одземена. Овдека нема економска логика. Зашто би вложувале пари во фирма која што нема право да го работи тоа што го работи, и како ќе добиете вие поврат на вашите средства од резавот? Баш кај во судски процес. Да, економска логика овде не може да најдете, освен ако. Тоа е као кога идете да се кладите на кладилница, ако некој ви каже каков ќе биде резултатот. Значи, штом знаете каков ќе биде резултатот, а коефициентот е голем, така кажам, нели денес живееме ние сите во кладилници. Тогаш значи, вреди да ги ставите барем што ги имате. Имате, а и сега ако и мало дете може да и поврзе работите, ова што вашиот колега сега го кажува, дека поврзаност има една друга. Поврзаноста е секаде. Кој беше председател на Висшиот управен суд, од која партија беше, кој го врати предметот сега. Имавме кристално јасна, чиста пресуда на управниот суд, кај што таксативно наброено, што рече едно време тогашниот премиер Заев. Од 9 точки 7 не успеале да ги исполнат во рокот. И уште 3-4 години помина и сега кој нормален може да ми даде дозвола за работа? Им нормално им беше одземена концесијата. Таа одлука ја носи управниот суд. Вели од 9-7 и објаснето по датум, со точка од договорот, со едно друго, кај што ниеден адвокат не може тоа да го побие. Но доаѓа Висшиот управен суд, начело со господинот тој од партијата таа и таа, кој што знаеме, кој има влијание таму преку партијата ДУИ, и сега ние треба да, како да не сомневаме дека може би постои поврзаност. Како? Кажете ми, Висшиот управен суд, можеме да коментираме одлуки на суд, нели Горан? Висшиот управен суд без аргументација. Тоа сакав да прашам. Ја гледа одлуката на управниот суд, во која што јасно, таксативно како што велите, се наброени сите неисполнети обврски и причини, и вели без разлика ние го враќаме назад. Повторно разгледување.
Мора да има обяснување за тоа. Прашајте ги нив. Претпоставам дека сте вие заинтересирани, постоеше некакво бидејќи јас не сум во јавност, објаснување зошто би го направило тоа. Случајот е чист. Случајот е многу чист, реално. Аргументите и фактите се тие. Тие не може да се сменат и судот донесе практично политичка одлука, некој вид, бидејќи не ни влегува во суштинска материјална расправа за оно што е таму одлучено, него туку тера на насока некакви си процедурални забелешки во некоја си процедура, судска процедура. Значи нема никаква реална поврзаност со оно што е таму точно наведено, бидејќи Законот за минерални суровини е јасен. Доколку чисто да се навртам се на ова, во 2012 година господин Груевски им ја даде концесијата на Phelps Dodge со услов тие да го исполнат, да стигнат до дозвола за експлоатација за 2 години. И базари тоа тие го добија тоа. Но што се случи? Од 2012 до 2014 тие не успеа да го направат тоа. Го прекршија договорот иницијално. Во ред направија анекс, го ставија до целиот износ на законот што предвидува. Според Закон за минерални суровини, за металични суровини е предвидено максимум 4 години концесионер да добие дозвола за експлоатација. Ако не добие, автоматски се одзема концесијата. Тоа од цело време така. Тоа е закон, време. Да. И што се случува? Тие поднесуваат барање за дозвола еден ден после крајниот рок. И тоа не целосно барање. Од 9 точки имаат исполнето само 2, 7 немаат исполнето и барат дозвола на тој начин. Се влече со цела таа процедура, значи од 2016 фактички, од моментот кога им требало максимално законски рок е кога завршил рокот фактично, до 2019 се влечат цело време, значи тоа се добри 3 години. И конечно ЗАЕФ им ја одзема концесијата баш со таа аргументација што е реална. Сега во 2023 ние се расправаме дали било исправно или не било исправно, кога се е точно наведено, со датуми, со точки, со закони, со факти, материјални, се е таму дадено. Но тоа не важи очигледно за Висшиот управен суд, бидејќи тој се дели некаква чудна правда. Да. И сега, по одлуката на Висшиот управен суд, основниот, односно управниот суд, кога ќе треба повторно да одлучува за ова прашање? Тоа не е наведено, бидејќи седниците на Висшиот управен суд и на управниот суд се затворени за јавноста и таму присуствуваат само од странките, засегнати странки. Во случајот тоа е Евромакс Ресурси. Тоа е фирмата што сака и владата. Да. Јавноста е целосно исклучена и ние добиваме пресуди. Имаше и парадокс, јас се смеев. Втората пресуда, ние дознавме дека имало втора пресуда од регулаторен сајт во Канада. Значи, ние сме во Македонија. Добиваме информации од Канада после неколку месеци. Значи, поминале 4 месеци и тогаш ние дознаваме. Па никој не најде за сходно да објави во јавноста што точно се случува, а да не зборуваме дека немате право на никаква вие правен лек или било какво учество, макар жалба, нешто да кажете, ама вака не оди. Значи, исклучени сте како иницијативи за еколошки воопшто од целата приказна. Да, така. И во судот, да. Во таа смисла, вака како се што поставени работиве, очигледно дека се работи за селективна правда. Бидејќи ова не е правда. Не можете вие да ги пренабегнете овие факти, овие аргументи. Не постои ниту еден правен начин, освен, не знам, можеби силен адвокатски тим. Чисто да спомнам, од 2019 кога им одземаме концесијата, нивни правен застапник е поранешен министар за инвестиции од партијата ДУИ. Значи, ова е официјален нивни линк. Мислам дека беше Арлинд, така, мислам дека се беше. И тие терат на тој начин, значи врската со ДУИ е многу порано. Мислам дека станува прилично јасна. Добро, овдека морам да побарам пауза за реклами, се извинувам на сите влегуваме во клучниот момент од разговорот, меѓутоа, нели, нашите реклами се задолжителни, се враќаме веднаш по рекламниот блок.
Назад во студиото на Заспи, ако можеш, во вториот дел од овој исклучително важен разговор со Ѓорги Танушев, Стојан Велков и Костадин Ристоманов, активисти од Струмица и Струмичко, зборуваме за можноста за повторно отварање, не повторно отварање, туку за повторно враќање на процедурата за враќање во игра на рудникот Иловица, кој што доколку се отвори според еколошките активисти може да предизвика практично уништување на животната средина во Струмица, во Струмичкото поле, а богами и во цела Македонија. Зборувавме за сите опасности што лежат во процесот на започнување, потоа искористување на рудните тамо во рудникот Иловица, меѓутоа начнавме, влеговме во добар дел и во причините зошто сега се враќа во игра практично играта околу рудникот Иловица, па еве Горан, те замолам тебе да продолжиш кај што запревме. Дека би се останал политичкиот систем ова одлука. Горан, само се предупредам, не те слушам убаво, звукот нешто ти крчи. Сега. Ако имаме проблем, Тогаш јас ќе продолжам. Значи запревме кај купувањето практично на дел од процентот во Euromax Resources, така? Не. Фирмата која што сака да го отвори рудникот Иловица од страна на фирма која што е несомнено блиска до еден од играчите во власта. Сето тоа многу интересно се поврзува со одлуката на Висшиот управен суд да го врати на повторно одлучување предметот со одземањето на концесијата и наоѓаме во ситуација кога со веројатно политичко-судски игри ќе се најдеме пред свршен чин отворање на рудник, иако претпоставувам дека не само вие, туку целото граѓанство во Струмица е против. Да, апсолутно. Нашето гледиште на работите е дека крајниот златото завршува во оди на конто на компанијата на Royal Gold во швајцарска банка. Искуството, праксата на оние кои што откупуваат злато е да најдат компании пробивачи на концесии, сите еколошки проблеми, сите правни проблеми, кај што може да се дадат пари, кај што може да се изврши подкуп, кај што може да се средат населението, кај што се бунтува, затоа што нема процес кој е започнат, ако населението знае колку е штетен рудникот, да не се бунат. Пробивачи на пат, овие компании после ја продаваат концесијата на рударска компанија, рударската компанија ги врши активностите и крајниот производ практично чистото злато бакар одат на сметка на Royal Gold. Да. Сега, овие компании кои што се живо заинтересирани, корпорации, да имат злато на во своите трезори, од разни причини, ги наоѓаат разните патишта кои можат да стацат да се докопаат до тоа злато. Најпрвен почнува 2003 или 2005 беше со геолошки истражувања, прво општи, после детални. До 2011 завршуваат тие вакво, како се вика, истражувања. Потоа, во 2012 им се дава концесија, во 2016 им се дава друга концесија, за да може пропратна концесија. И така надо. Значи, битното е, сакав да нагласам дека и преку наши играчи во големи играчи во политичките партии и преку играчи од странство како што е Трафигура, преку Галена, преку Цоловутов, сега следниот чекор е преку еколог. Значи тие ги пуштат своите пипци и на секој можен начин како октопод кој сака да влезе во еден дел со мало дупче, во една кутија со мало дупка, така ги пуштаат своите пипци, за да можат да најдат начин како да влезат, да дојдат до тоа злато. Играта е... Добро, сакам да кажам, ова во основа не е нелегитимно. Нормално дека компанија која што сака да се занимава со откупување на злато, сака да го добие тоа. Е, затоа што тоа е нивната дејност. Мислам, во јавната расправа нема ништо нагласено за последиците економски.
Покоен Тони Ристов, мислам дека се викаше, и нашиот активист Дедо Илио од Штука, биле на, не знам која година, на јавната расправа. 2016 на јавна расправа. И сега, контра фактите што се укажуваат од луѓето што биле таму, што биле освестени во тој момент, се презентираат од компанијата како негативни, како вие не знаете што зборувате. Од друга страна, они ништо не кажеле за загадувањето на таа јавна расправа организирана со 20-30 луѓе на истата. И сега, чисто ме интересира, како еден финиш полека на овој разговор, јасно е што ќе се случи јасно е, веруваме дека сте во право, што ќе се случи со екологијата со живата средина во Македонија, се извинувам. Меѓутоа се работи за корист, вие велите, златото ќе го собере компанија која што е од, не знам, од странство. Да. Што им се ветува на граѓаните на Струмица е како некоја повратна корист, освен болници што ќе ви градат. Се ветуваат, претпоставувам, работни места, добри плати. Вака, значи... Зашто би ве убедиле, просечен граѓанин седи и вели, добро, јас да ги живеам моје, не знам, години пред мене, ако заработувам, напамет сега зборувам, не знам, 3000 невозможни евра платавам во тој рудник, што сака нека биде. Намерно го спуштам ова на тоа ниво, меѓутоа, каква е логиката на тој дел приказната? Еве, јас ќе кажам, значи, тие мафтаат со некакви 400-500 вработувања. Иако не знам од кај ќе најдат 400-500 рудари во Струмичка, кај нас нема такво нешто. Ќе морат некаде нема рудари во Струмица, од друго место да донесат. Или специфични работни места во рударски објект. Па нешто зборуваат пропнати дополнителни работни места преку пропната индустрија, наводно уште некои си 2000, но тоа е многу чудно затоа што тие договараат работа со големи концерни од Америка да им ја изградат целата инфраструктура. Така да Значи го прават странци повторно, да. Да, нормално. Нема да Значи ние како држава и вие што сте најзасегнати не добивате ништо. Ние ќе добиеме отрови. Ние ќе добиеме ние. Реков 2% концесиска надоместок и плюс даноци што се плаќаат. Во Африка, во Кенија, на пример, има 30% концесиски надоместок. Во Канада е 63 или колку проценти. Ама кај нас, у Србија 4, многу високо и они таму, нели? Ама кај нас е 2%. Чекайте, во Кенија рековте дека е 30. Ние сме го гледале оној Bloody Diamond филмот од... Да, они се дивјаци, ние сме тука многу... И таму е 30%, и кај нас даваат 2. Ние сме тука многу... Да. Домаќинска фирма, домаќинска се однесуваме. Значи, они што прават? Они си имат, тоа Стојанко што кажа, дека они се пробивачи на добивање дозволи. Да, не им е битно да завршат работата. Они не се рударска компанија како што се прика. Они немат ниту еден рудар, ниту еден рудник. Значи, они ги добиваат дозволите, наоѓаат купец, го продават како у Грција за 2 милиарди евра и доаѓаат кинезите најверојатно или кои, си носат таму работници и работат, или пак некој како Дроновиќ што е команда, така и баѓарите сега и команда со џојстиците. Добро, и потоа тоа пробивач фирма веќе не ја интересира. Што она е предатор, он оде на друго место. Значи таква е сега. И се они што прават, имат шема. Доаѓаат кај нас, ги купуваат сите медиуми, купуваат сите министри или не знам са како и купуваат, што ги купуваат, им ветуваат, некои ги лажат, некои ги не знам што. Локалците сите до Попот и он е фатен, до Шумарот. Добро, ова го кажувате... Не, буквално кажувам. Буквално го кажувате? Не лажеме ние тоа. Значи, Попот со кој што, да кажеме, на тој район е таму, он има влијание врз граѓаните. Значи, еколошки здруженија, едно друго им ветуваат, градоначалници им дават, кај нас у Ново село, чешмата на Бабо Вања е донација од Евромакс Ресурсис. И сега не ја укривам јас градоначалниците или сите тие луѓе, па и ние мислевме од тие добро тоа. Но кога влеговме во документите, кога влеговме во сето тоа, свативме дека они плаќаат 50 луѓе вработени во Евромакс и им носат храна дома тие што работат кога нема рудник. 50 луѓе. Ништо. Значи тие се само да сега по Фейсбук или внатре во разни места да зборат дека тоа е добро. Значи се користат со најнечисти методи. Од 1 милион долари употребија, наводно 1 милион долари за
како одговорна општествена фирма и донира на разни бербери машинки за стрижење и швајц апарат некој или бруселка или не знам што до 100 до 200 евра. Значи потрошија некој си 5, 6, 10, 20 илјади евра, ама прикажа 1 милион евра инвестиране во како одговорна компанија. Они немат печалба остварено 1 денар, не 1 долар, ама се од општествено одговорни. Тоа ако не е подкупување, што е? Тоа е подкуп. Се интересно. Класичен подкуп. Така да нас воопште сега во дадениот момент не интересираат повеќе судовите. Премиерот, владата тогаш рече што рече, донесе одлука, даде аргументи. Судот управен донесе одлука, даде аргументи. Ние нашата работа ја сваќавме активистите само тоа да го прошириме, да дознае јавноста, да дознаат судовите, да дознаат институциите сите и да знаат дека оти они никога се појавиме прв пат вика, а кој сте вие? Евромакс Союз, кој сте вие? Која еколошка организација? Докај сте? Викам, ние тек ќе формира еколошка организација. И првично се мафтаа со нас на вакви седенки, после веќе бегат. Па не ме свакале сериозно, претпоставувам. Да, мислеа дека тие ништо не знаат. Сега знаеме ние повеќе од нивните професори таму што ги плаќаат по разни институции. И бегат како ѓавол темен од нас, неќе да се сочат. Ние јавно и повикуваме каде сакаат неки изберат терен. Тоа сакав да го кажам и сега, за да го задржиме, се разбира, новинарското правило. Ние апсолутно имаме јавна покана до засегнатата другата страна, значи до фирмата која што сака да го добие концесијата и до другите заинтересирани слободно да ни се обратат, можеме да организираме со вас дебата или ако сакаат и сами или на поинаков начин имаат право на тоа да се разбереме, да изнесат своите аргументи. Но ајде Горан еден заклучок, едно резиме за крај. Ако се слушаме добро сега се слушам. Сакам да додам нешто на тоа што го кажа Здрава Котлина околу врската со ДУИ. Таа оди преку компанијата Еколог, потписник на договорот за откуп на акциите од страна на холандската NDX, BV Алив Веза Веј се вика човекот, кој што е во исто време подпредседател на бордот на директори на Еколог и председател на бордот директори на автомобилската компанија Ego Mobile, која што пред 6-7 месеци во тето удри камен темелник. За сега не гледаме ништо од таа инвестиција. Таму главен играч беше директорот на трговско-индустријските развојни зони Деспотовски, беше и премиерот таму, Али Ахмети беа таму на тоа отварање. Ние досега не видовме ништо, многу ми напрашуваат каде се парите од таа инвестиција, тоа што таму имаме договор помеѓу државата за државна помош на оваа компанија, значи се работи за истиот собственик Лјазим Дестани се вика на Еколог сениор, да речам, собственикот. Дали дел од овие пари што ги даде државата за Ego Mobile ќе одат можеби и во оваа компанија која што работи во Струмичко, сака да почне да отвори рудници на смрт, е прашање кој што ќе треба да одговорат, се разбира, надлежните органи, каде што да не заборавиме, сите клучни позиции во владата ги има ДУИ. Министерство за екологија, Министерство за економија, значи голем број од инспекторатите се под контрола на ДУИ, но тука сакам да ги дополнам Здрава Котлина дека без соработка со СДСМ, со премиерот Ковачевски, Деспотовски го спомнав претходно, не може да помине ниту една одлука во владата. Значи, ми се чини дека само со таргетирање на ДУИ не може да се запре оваа работа. Сега можеби како совет да го доживеат нашите вечерашни гости, дека главниот збор го има Ковачевски. Без него не може да помине оваа работа, а добро знаеме дека во сите судови и во Висшиот управен суд не може да помине ниту една одлука доколку СДСМ нема свој став. И на крајот, сакам да ве прашам накратко да ми одговорите, што ќе се случи доколку сепак биде направен договор меѓу СДСМ и ДУИ и инвеститорите. Се зборува дека зад овие луѓе овде стои една друга голема мултинационална компанија која што треба да дојде како собственик на, нема да ја спомнуваме сега. Што ќе се случи? Дали луѓето во Струмичко, Босилово, Новосело, Струмица, сите други региони таму ќе дозволат да почне да работи нешто што ќе им го уништи животот на сегашните и идните генерации? Ова е финално прашање, се согласувам. Јас да довршам само, значи многу пати лично јас реков дека ние како
не се би рекол еколози баш да кажем, управено, како активисти кои што задачата ни беше само да алармираме, да објасниме тоа што беше државна тајна уште за време на господин Груевски кој беше премиер, прогласено дали на влада, дали на парламент, да го сокријат од очите на јавноста тоа што се задкулисно се прави. Тоа е нечесно, дефинитивно, и ако бевме држава како што требаше да го истражува овој случај, многумина ќе завршат во затвор. Но и нашата задача беше само да објавиме, да го популаризираме, да знаат луѓето со каква опасност и на кој начин е дојдено. И сега, врз база на тоа, огромен е бројот на незадоволници, секој ден ни пристапуваат и ни дават поддршка. Ако порано политичките партии имаа влијание кај своето членство, излегувајте на протести, не излегувајте, сега кога сите знаат дека ова се работи за живот и смрт на себе и на своите семејство, на идите внуци и на идите генерации, не може веќе која политичка партија, освен ептен добро платените или функционерите, не може да изсопрат граѓаните да не ни се придржат, да не се одбранат. Од друга страна, немој да заборавите дека во договорот што ни е достапен за плаќање, за купување на овие 25% има рок од 2 години. За 2 години не знаеме кој ќе биде на власт. Тек ќе се види тоа. Така да, јас сметам дека нашите политичари, кои да се, наши се сите во Македонија, вклучително и дуи, не се во можност, тоа е преголем залог за нив, се условени од нешто, не знам како, од власта дали сакаш да бидеш на власт или не, и се плашам дека се они немоќни да се спортистават. Затоа единствено, само организираниот народ, кој е свесен за опасноста, ќе се одбрани сам. Бидејќи нас воопште не ни интересираат веќе пресудите на Висшиот управен суд или не знам кој. Имаме пресуда од управен суд кој што 3 пати е потврдена дека ние сме во право, дека последната одлука на владата за одземање на концесијата и недобивена дозвола е во исправна со аргументи, и нас повеќе не интересираат што ќе прават малверзации, која партија ќе дојде, кој ќе дојде премиер, како ќе се довара. Воопште нас не интересира. Нас не интересира нашите животни средини во кои што живееме, кои што сакаме нашите деца и внуци да живеат. Нас воопште не ни интересираат политичките игри, воопште не ни интересираат. Оправдано сека компанија сака да си профитира, тоа е легитимно, но ние овде дојдовме да објавиме дека тоа нема да помине. Доволно време ни дозволија, не можеа да го забрза тој процес, да го прошириме тоа знаење, да го прошириме тие информации, сите да знаат. И сега јас не верувам дека ако тогаш беа 20% за нас, а 80% не знае или не знам што, сега јас тврдам дека тој процент е обратен и дека огромно е незадоволството, и не верувам. Сега се работи за живот и смрт, не се работи за политичка опција, не се работи за ништо, и ние никако под ниједна цена нема да дозволиме тоа. Никако. Ми се допаѓа ова како еден крајен заклучок. Во секој случај Ѓурѓи Танушев, Стојан Велков, презимињата нели ми се малку проблем, Костан Ристоманов, ви благодарам за учеството во емисијата. Се надевам дека дадовме ние допринос во, како што видите, популаризација на целиот проблем, и сега останува на граѓаните како понатаму. Така. Само да додадам. Поведете, ајде за крај. За крај. Ова станува веќе безбедносно прашање. Бидејќи револтот е голем и што е да се случи, граѓаните нема да го дозволат тоа, и овде може да се десат и судири. Така да нека внимаваат кој што ќе прави. Ова е, претпоставувам, предупредување кое што треба да се земе во обзир. Горан, ти благодарам и тебе за учеството во емисијата. Почитувани гледачи, ова е се за вечерва. Утре во 15 часот репризното издание на оваа емисија. Утре вечер во 22:30 повторно со мене и со Горан Момировски. Имајте пријатна ноќ.